Повеќе од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаџиевски. Главните европски индекси во Париз, Франкфурт, Лондон забележаат пораст од речиси 4% секојоделно. По вчерашните окребрувачки вести од Wall Street, Dow Jones заврши со речиси 400 поени погоре. Аналитичарите сепак стравуваат дека најновите извештаи предвидуваат глобална рецесија. На половина час пред почетокот на денешното тргување на американските берзи, председателот Џорџ Буш изјави дека владата презела систематски и агресивни мерки за решавање на финансиската криза. Тој сепак предочи дека ќе биде потребно известно време да дадат резултат. Буш говореше откако нов владин извештај даде обесхрабрувачка слика за ситуацијата. Според податоците на одделот за трговија, бројот на изградени нови домови паднал на најниско ниво во изминатите 17 години. Индустријата за домување покрај кредитната беше секторот од кој започна економската криза во САД. Најновиот пресек на економската ситуација не е нималку розов и покрај највисоката стапка на невработеност во последните 7 години, се помал број американци се пријавува за социјална помош поради невработеност. Оние кои имаат работа заработуваат помалку од претходната година, бидејќи нивните компании произведуваат помалку. Иако стапката на инфлација практично и не се промени во текот на септември, потрошувачката е на најниско ниво во последниве 3 години. Ако на тоа се надодаде фактот дека банките поради ситуацијата не даваат кредити така лесно како порано, аналитичарите велат дека се присутни сите состојки за продолжителна рецесија. Марк Занди е економист во moodyseconomy.com. Стотици илјади луѓе ќе ги загубат работните места поради тоа што бизнисите ќе ги скратат платните списоци. Многумина економисти кривицата за финансиската криза ја фрлаат во прекомерното инвестирање во стамбени кредити, така наречениот балон во индустријата за домување, со помош на кој во последните години и лицата со недоволен кредитен рейтинг успеа да станат собственици на домови. Кога балонот пукна, започна кризата. Многу американци западнаа во ситуација да не можат да ги отплаќаат кредитите. Како резултат на тоа, британскиот колумнист Вил Хатон вели дека многу банки се двоумат дали да заемат меѓу себе. Еден од проблемите е што на пазарите не се знае каде ќе се појават загуби и банките не сакаат да ризикуваат со давање на кредити еден на друг. Друг проблем е како да најдете пари за заем. Токму поради ова, САД и другите развиени земји решија да ги намалат каматните стапки и да внесат готови пари во банкарскиот систем. Но и покрај тоа, ситуацијата на финансиските пазари сега за сега варира и е експлозивна. Американските председателски кандидати Џо Мекејн и Барак Обама ги продолжија кампањите со посета на неколку сојузни држави во кои ќе се води тесна битка на изборите во ноември. Мекејн е во Флорида, Обама во Вирџинија и Мисури. Како човекот од Охајо, попознат како Џо водоводжијата, се најде во средиштето на американската председателска трка. За време на дебата во средата, Џо Мекејн и Барак Обама го спомнаа Џо повеќе од 20 пати, користејќи го човекот како символ за обичниот американец. Но некои факти не се точни. Џо нема дозвола да работи како водоводжија, иако знае да го прави тоа и неговото име е Семуел Вурцбелкер. Независно од овие факти, Семуел стане инстант звезда и даде многубројни интервјуа. Како последна вест за председателските избори во Америка, реномираниот весник Вашингтон Пост го поддржа Обама за председател и во уводникот напиша дека има потенцијал за голем председател. Во продолжение на News Flash, на новото истражување на јавното мислење покажува дека американците од арапско потекло имаат историско свртување кон Демократската партија. Нивната поддршка за сенаторот Барак Обама е 21% поголема од сенаторот Џо Мекејн. Тоа се должи на сегашната економска криза во земјата, но и на недоволниот напредок за постоењето независна палестинска држава напоредно со Израел. Поддршката меѓу американците од арапско потекло за републиканската партија опаѓа, покажува неодамнешна анкета. Джеймс Зогби е председател на Арапско-американскиот институт која спроведе анкетата. Вели идеолошкото свртување меѓу американците од арапско потекло продолжува и денес. Републиканската партија трпи губитоци. Има половина од силината во 2000-та и тоа не е за изненадување. Водите лоша политика, добивате лоши резултати.
На председателските избори во 2000-та, 44% од американците од арапско потекло гласаа за Џорџ Буш, 38% го дадоа гласот за Ал Гор. Годинава за демократот Барак Обама би гласале 54%, а за Џон Мекејн 38% од американците со арапско потекло. Нивниот глас ќе биде мощно важен во сојузните држави каде се очекува тесна трка. Тесна трка ќе има во Мичиген, а американците од арапско потекло ќе ја направат разликата. Иста ситуација е и во Вирџинија, мислам и во Охајо и веројатно во Флорида и во Пенсилванија. Джим Моран е демократски конгресмен од Вирџинија. Многу е важна една голема заедница како американците од арапско потекло да биде дел од демократскиот процес, да влијаат врз него, да направат промени во некои области. Во некои области навистина се потребни промени. Ново продолжение од Казино Ројал со тајниот британски агент 007. Обожавателите на Джеймс Бонд може да го видат нивниот јунак во Quantum of Solace. Даниел Крейг се враќа во улогата на Джеймс Бонд и бара освета за смртта на неговата љубов. Тој е придружуван од рускиот супермодел Олга Кириленко, која е 22-та Бонд девојка. Најновото продолжение на Джеймс Бонд е снимено на локации во Панама, Мексико и Чиле. Тоа беа вестите за овој петок, 17 октомври 2008. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Пријатен викенд, се гледаме в понеделник.